Со реконструкција на ситуацијата на пронаоѓање на првото депо на икони на Виничко кале во далечната 1985 година, во комбинација со презентирање на документарен филм од првите ископувања на овој локалитет, сето тоа документирано и низ печатени плакати на кои беа презентирани 14 мотиви од најголемата колекција на икони кои музеот Теракота ги поседува Виничко кале, синока ги собра виничани за уште еднаш да ги потсети за вредноста и богатството кое како општина го поседуваат. Со своето значење како единствени и уникатни примероци на уметничка креација, откриени во целокупниот христијански свет од периодот на раното христијанство од 5 до 6 век, во годините што следуваа, стана наекспорирано културно наследство од Македонија ширум светските галерии и музеи. Првите истражувачи и документатори на Виничко кале, доктор Коста Балабанов и Цоне Крстевски, со апел до надлежните. Вакви богатства треба да се чуваат. Виница го има ова археолошко богатство, меѓутоа јас препорачувам тоа да се чува многу сериозно, да се негува многу сериозно, а од оние кои што се задолжени за презентација на ова богатство да внимават и да се чуваат да не прават лажна историја. Вие ми дадовте стварно да го видам светот. Некој може би се летуваат и сега така. Јас имав таа прилика од виничани да ме почастат да го видам светот. Нивниот повеќе децениски истражувачки труд во афирмација на Виничко кале и теракотните икони. Синоќа беше признаен од страна на градоначалникот Ивица Димитров, кој лично им врачи плакети од општина Виница. Паралелно со археолошките богатства, заеднички да ги истражуваме и промовираме културните потенцијали на нашиот град, постепено да создаваме понуда која ќе биде атрактивна и достапна за сите возрасти и генерации, и се надевам со ваша сестрана подршка ќе успееме да го подобриме севкупниот амбиент во општината. Вечерашниот јубилеен 40 години од откривањето на теракотните икони беше добар повод јас како градоначалник во име на сите жители на општината да искажам јавна благодарност на две личности кои носат најголемата заслуга во откривањето на афирмацијата на теракотните икони. Целокупниот амбиент на Виничко кале беше надополнет со убавите звуци од инструментите на дуо Даутовски. Од 2005 се занимавам со музичка археологија, која што верувајте е веќе велесила во светски научни рамки. Така да и јас ми преостанува само да споделам со вас ова духовно место. Програмата по повод одбележувањето 74 години од ослободувањето на Виница продолжува и утре и задутре со меѓународни трки, како и со голем концерт на нокаут утре вечер на плоштадот Ангел Винички.